Колку сексуалните односи ги одржуваат луѓето во љубовни врски. Ова е нашата денешна тема на која ќе говориме во Лајт. Ова и уште многу други содржини ви ги подготвивме за денес, а ќе ги проследите доколку останете заедно со нас. Новото истражување укажува на тоа дека алкохолот повеќе фаќа во вечерните часови. Дали ќе се напиеме лесно или пак нема да не фати? Зависи од часот кога ќе конзумираме алкохол. Дали сте знаеле дека синдромот на последната чаша е по полноќ? Тогаш отпорноста на организмот кон состојките кои опиваат е најниска. Често сме слушнале: испите чаша шампање и ќе се чувствувате како отсечени од околината. Причината не е во пијалокот, туку во времето во кое сме го испиле, велат експертите. Како објаснување на оваа теорија се вели: кога е светло, хормонот мелатонин не се синтетизира, неговото ниво се зголемува со паѓањето на ноќта, објаснува специјалистот за хронобиологија професор Љубомир Канчев и додава дека ова е причина зошто ноќе алкохолот москавично дејствува на нас. Време е за рубриката Занимливости, а во неа настроени сме авантуристички. За сите оние кои сакаат да експериментираат и да уживаат во поголема доза адреналин, вреди да се полулаат на лулашката на крајот на светот. Ова е обична дрвена лулашка, но е закачена на 22.660 метри надморска височина. Лулајќи се на неа, имате прекрасна гледка, но не е реткост на многумина да им се заврти в глава од огромната висина. Секое погрешно мрдање може и да биде кобно. Оваа необична играчка за возрастни е дел од куќата Каса де Албол во Банос, Еквадор, и стана многу популарна меѓу оние кои патуваат и се во потрага по возбудливи нешта. Оние кои навистина сакаат необични искуства и ја имаат пробано лулашката, велат дека не ги плаши небезбедниот изглед и поставеноста на дрвената куќичка, а им препорачуваат и на сите кои имаат можност да не ја пропуштаат шансата и да се полулаат на ваквата лулашка која води до крајот на светот. Лајт анализа. Колку сексот е пресуден за да обстојува една љубовна врска? Некои сметаат дека сексот е многу важен за одржување на долгите врски, а за други тоа не е важно. Но дали и колку е можно да се одржи врска без сексуални односи? Па не би требало. Може. Али кој голема љубовта, да. Судејќи според истражувањето на интернет страницата за пронаоѓање партнер Elite Singles, изгледа дека љубовта, односно врската без секс, не е опција за многу луѓе. Резултатите од спроведената анкета за потребите на ова истражување покажале дека 80% од испитаниците се одлучиле за тоа дека без секс во врската таа не може да обстојува. Исто така, ова истражување покажало и дека 56% од испитаниците сметаат дека сексуалната желба и страст во бракот не исчезнуваат со годините. Кога се работи за динамиката на сексуалните односи, повеќето жени и мажи се согласуваат дека стабилната и хармонична врска бара сексуални односи неколку пати неделно. Дури 68% од сексуално активните луѓе не би ни размислувале за тоа да бидат во врска со некој што не сака секс. Според оваа анкета, изгледа дека и девојките се тие што се нетрпеливи кога се работи за сексуалните односи во новата врска. Околу 55% од мажите се подготвени на своите партнерки да им дадат време колку им е потребно за да посакаат и да бидат подготвени за првиот секс во новата врска. А околу 40% од девојките би чекале околу неколку недели пред да ја прекинат врската поради недостаток од секс со новото момче.
Сепак, во ова истражување учествувале и луѓе кои велат дека сексот не е најважното нешто во нивната врска. Такви биле дури 38%, а 50% од испитаниците се изјасниле и за тоа дека некогаш во животот имале врска од 1 година, а немале воопшто сексуален однос со партнерот. За крај нормално, предлог филм. You don't remember my name, do you? Did you have a good time last night? Денес погледнете го филмот Врска без обврска во траење од час и 48 минути. Припаѓа на жанрот романтична комедија. Убав петочен предлог. You made my body hurt so much. Your app. Emma, did I have sex with anyone in this apartment last night? No, you didn't. So I just passed out on your couch? Yeah, you were naked and crying. Do you like her? I can't date her. She's my oldest friend. Hey, we're having sex. I know. Did you have sex with Emma? No. Yes. I'm a doctor. I work 80 hours a week. I need someone who's going to be in my bed at 2 a.m. who I don't have to eat breakfast with. I hate breakfast. Good. Let's remember, where are you? You want to come back strong here. Like, where am I? Why don't you check your underpants? Yeah. Yeah. Don't write that. Maybe we should establish ground rules. No lying. No jealousy. Don't list me as your emergency contact. I won't call. Don't ask me what I think about your body. Deal. I can't focus on my porn with all this real sex going on around me. Ова беше се за денес. Знаете дека линкот до нашите прилози е televizijastar.com.mk. Погледнете ги таму уште еднаш, а за нови веќе ќе се потрудиме во понеделник. Инаку се надевам дека ве оставам во одлично расположение со многу енергија за да го поминете овој викенд што престои пред нас. Чао, чао!